јастреб Харисон. Ова е американски пустински јастреб кој живее во Јужна Америка. Интересно за оваа птица е тоа што во пустината на кактусите прави гнезда. Посакувана птица кај на соколарите заради тоа што многу се приврзува за соколарот, како ниедна птица гравливка што го прави тоа. Знаеме сите дека птиците гравливки се асоцијални птици, но кога станува збор за Харисов јастреб, тоест оваа прекрасна птица, приказната е поинаква. Во пустината лови на различен начин, за разлика од тоа како би ловел и како лови кога е кај соколар. Единствената птица во светот на грабливките што лови фамилиарно во групи. Се случува да лова дури до 5-6 единки. Кај нив нема алфа мажјак, туку се работи за алфа женка. Јадат месо, исклучиво месо. Гулаб, зајак, стаорец. Не лови секој ден. Не се оди со сита птица да се лета или да се лови. Додека секаде во светот е познато биолошко-еколошка заштита со птица гравливка, кај нас во Македонија, на жалост, малкумина знае дека постои вакво нешто. Земјоделците, тој месец кога им е бербата, јас и Хари сме запослени од утро до мрак на таа нива, на тоа лозие и го чуваме грозието од разноразни штетници како што се ќосеви, врани. Штетата е до 30% од родот, но доколку има запослено на тоа лозие соколар и се грижи за природно истерување на овие штетници од тоа место, тогаш штетата е скоро минимална. Исто така интересно е тоа што биолошка заштита со птици и грабливки се практикува и на аеродромите. Сите светски аеродроми знаеме дека денеска имаат запослено соколари, најмалку се двајца во смена кои се меѓусебно врзани со радиоврска, заедно вклучувајќи го и пилотот, и комуницираат. Без дозвола на соколарот, авионот не полетува. Прибидејќи разноразни штетници, гулаби и разни птици кои се вдомени на аеродромот, се пикаат во перките и авионот често пати ќе полета, моторот не можејќи да испорача брзина, се гуши моторот. Ние со Хари сме единствените во Македонија кои организираме соколарски прошетки низ неколку центри градови ширум републиката, Скопје, во парк шумата Газибаба или Кучково, во Охрид на планина Галичица, во Кавадарци на националниот парк Костурница и во Гевгелија, Горничет, подножјето на планината Кожув. Па така Хари можам слободно да кажам дека сам е заслужен за својата слава, сам си ја стекна. Се надевам дека долги години ќе се дружиме со Хари, па другата година да му купиме и другарка, па еден ден се надевам на потомци од него во нашата држава. И се надевам дека се гледаме во некоја наредна прилика. Поздрав до сите вас, гледачи на Гласот на Америка на македонски јазик.